Така, продолжуваме внатре во студио 10, како што најавив на почеток, мој прв гостин е господинот Александар Пандов, директор на управата за извршување на санкции. Благодарам што прифативте да бидете гостин и да зборуваме за ова тема, каде што е постојано актуелна и во однос на затворскиот систем, меѓутоа и во однос на превенцијата, колку овие установи превенираат да се намали криминалот во земјава. Благодарам за можноста. Поздрав до вашите гледачи. Така. Сведоци сме дека има девијантни појави. За жал, последниве неколку недели сведоци сме дека имавме и убиства во Македонија. Имаме случаи каде што во затворите имаме престапници кои што по одлежувањето на затворската казна повторно прават некаков вид на криминал. Еве тука како увертира, како почеток на овој разговор ќе ве прашам дали затворскиот систем во Македонија повеќе казнува или пак превенира? Колку се стремите како прв човек на управата за извршување на санкции да ставите ова превентивен систем понапред од затворскиот систем? Да, повторно ви благодарам за вашата покана. Колку превенира? Прво треба да, како воведа, не можам тоа да го заобиколам, е дека кога дојдов јас и 12 затвори имаме во Македонија и новите директори по затворите, еден остана само во Идризово од претходно кој што бил директор. Оно што го наследивме како систем беше многу руиниран. Имено познато е, јас говорев, имам говорено неколку пати, да речеме во затворот Скопје, прва вонредна контрола кога направив таму, 20 затвореници кои што ние ги водиме како дека се во затворот Скопје, не беа присутни таму. Што ќе рече, сега повеќе пати експлоатиран збор, хотел Промаја беа македонските затвори. Од тука, да скратам, примарна и моја, и на директорите по затворите беа, задача ни беше да ги, она примарна задача, да затворениците си бидат во затворите. Да нема злоупотреби, да нема излегување кога сакаат и како сакаат. А тоа ви уверувам дека така функционирало претходно. Второ, што исто морам да го потенцирам е дека во одреден број на македонски затвори одредени затвореници имаа поголема власт и од директорот, и од затворската управа, и од затворските полицајци. Само за подсетување, во тие последна година-две на 16 или 17 затворски полицајци беа запалени возилата. Тоа во голема мерка, не во голема мерка, во најголем дел е сега санирано. Сега затворениците си се оние кои што ние како македонски граѓани ги водиме дека се во затвор. Се почитуваат, оние ги имаат одредени привилегии на одреден период да излегуваат на викенди, да излегуваат на 7 часа или било како, ако смеат да излезат од затворот. Тоа е стриктно пропишано и тогаш кога смеат да излезат, тогаш излегуваат. Кога треба да се вратат, се враќаат. Тоа, повторно ќе ви кажам, во минатиот период не било така. Сега доаѓаме до стапката на повратници. Јас тоа така би го нарекол. Да, во Македонија е огромна стапката на повратници. Зошто е тоа така? Според моје длабоко уверување е дека одреден број на македонски затвореници едноставно немаат страф од затвор. Дел од нив си се така одомакини и они реално по природна атмосфера, нивни дом, така да го речам, по природна атмосфера им е затворот, него да бидат надвор. Дори имаат и базени во дел од затворите. Тоа немаат сега. Добро, во ред. Но има. Зборам историски. Но има. Втора работа е што, повторно ќе речам, што дел од нив пак
и за жал и понатака во најголем дел од македонските затвори доаѓаат да си ја одлежат затворската казна. Примарната, што се вели. Да, а светска пракса и европска пракса, балканска пракса, ако сакате, на крајот од денот, е кога ќе отидат во затвор затворениците да си одработат својата казна. Сега ќе логично зошто кај нас не е тоа така, во голема мерка се менува и има затвори каде што таа затворска економија е во голема мерка сега заживеана, дали е на задоволително ниво, се уште не е, дали има македонските затвори потенцијал да имаат многу посилна економија, да, затоа што кога говорам околу тоа дека треба да се одработат, не ја подразбирам ја само низ призма на ете ние да заработиме како држава, односно како затворски систем од нивната работа. Не, напротив, туку тие затвореници да научат одредени занаети. Во Македонија имаме... Тоа е дел од ресоциализацијата. Така е, нема подобра ресоциализација преку работа. Тие со научување на одредени занаети, кога ќе излезат од затворите, ќе можат со сопствените раце да заработуваат и да живеат. Дали е, повторно ќе речам, на задоволително ниво тоа во Македонија, има потенцијал за уште повеќе да биде тоа така. Да. Господине Пандов, вие сте дел од Министерството за правда како прв човек на управата за извршување на санкции. Покрај санкциите кои што се за затворениците во јавноста се уште и во пракса, меѓутоа и чувството е дека криминалот не се намалува. Каде системот тука потврла, да речеме, според вас? Тука ќе ве прашам како прв човек на управа кој е што дел од Министерството за правда. Зборуваме за правниот систем. Не можам јас да говорам околу правниот систем, затоа што ние сме како управа буквално посебен. Посебен, меѓутоа да. И имам минимална јас комуникација со Министерството за правда. Во делот на судска и на обвинителска власт имам по службена должност со работа. Во делот на затворите кои што сте како прв човек. А во делот на тоа јас онако што можам исто за намалување на криминалитетот во државата, како граѓанин можам да ви кажам, а и као дел од правосудната власт, дека е во голема мерка намален. Имено, јас не знам, има некој во бегство од овие кланови што беа многу звучни, ваков или онаков, да не ги набројуваме, меѓутоа најголем дел од тие луѓе сега се буквално во македонските затвори. Има можеби некој од нив во бегство, но такви клановски битки во последниве година дена јас не сум слушнал дека има. Дали има криминалци надвор, дали има луѓе со поматен ум, секој општество го има. Но криминалот, според мене, оној крупен криминал, организиран криминал, е во голема мерка намален. И не се согласувам со вас дека е исто како пред 2 години. Не, меѓутоа чувството кај граѓаните дека има криминал. Не направи споредба со прашањето. Да не збориме дека ова не е нафрлување, него не е па нити основано сомневање, него со сигурност ви тврдам дека најголем дел од тие банди, од тие кланови имале тесна поврзаност со политички мокници во тоа време, дали од ДУ или од СДС. И заради тоа им се можело така да се однесуваат. Сега тоа, јас еден, ако знаете таков пример, кажете ми го, јас лично ќе се потрудам да и тој политичар и тие бандити да бидат прибрани. Така. Јас не знам за така. Дали има, повторно ќе речам, криминалци, имало и ќе има, но во голема мерка е сменето тоа. Така. Рековте дека дури во затворите сте затекнале ситуација каде што поголема власт имале одреден број на затвореници од затворските чувари, затворската полиција. Како следно прашање, колку затворите се реален фактор за одвраќање, а колку школа за криминал? Како ја затекнавте состојбата, како гледате на целата ситуација, кои мерки ги преземате во однос на овој дисбаланс, да го речеме? Гледајте сега, повторно околу она почетно тоа ви го говорев. Така, да. Ако претходно вие сте биле фатен со телефон, со недозволени предмети, со
било на добра волја на затворската управа дали вие ќе бидете казнети. Сега, ве уверувам дека не постои некаков било кој затвореник кој што ако било каков прекршување на кукниот ред направи да не биде санкциониран. И тие санкции се зголемени. Тоа е она што можеме ние да го направиме, и јас од позиција на директор на управата за извршување санкции или од друга страна затворските власти. Ако на некого воопшто не му е важно дали ќе излегува на викенди, дали ќе биде работно ангажиран, дали ќе го изгуби третманот, дали ќе од отворено или полуотворено ќе отиде во затворено оделение, тоа е тогаш на него. Има, за жал, тоа е моје длабоко уверување, има криминални умови кои што се родени или имале несреќа во такви средини да растат и да се создадат, да се формираат као криминалци. И да не се повторувам, веројатно на такви некои ликови им е природна средина, тие повеќе од половина од својот живот го имаат поминато во затвори. Тоа е тоа, ама тоа не е нешто исклучок Македонија во тоа. Од друга страна, пак, нели, два краја има стапот. Има и морков. Она што јас пак од позиција моја на директор на управата, што го правам е промоција на алтернативни мерки, промоција на пробацијата. Воведовме минатата година, после 10 години поседување на тие електронски алки, ете сега се во функција. Дополнително имаме изготвен меморандум, во најава е да потпишеме договор со Министерството за внатрешни работи, со министерот Панче Тошковски, да овозможиме и тоа е по барање на судската власт, да овозможиме куќен притвор исто со електронски надзор. Значи, сакам да речам, правиме се за оние кои што, така да речам, и го почитуваат кукниот ред и кои што ја почитуваат затворската власт, да бидат наградени. И оние кои што во рамки на законот можеме да ги казниме и да им го направиме потешко да им биде во затворот, го правиме тоа. Тоа е тоа, ние што друго да направиме, Зоран? За да има криминал во затворите, мора реално кажано да има две страни, тука се затворениците, меѓутоа и чуварската, затворската полиција. Имавте, нели, информации од ваша страна во однос на таквите појави, каква е сега состојбата, колку се санкционирани дел од тие кои што, нели, вршеле на некој начин криминал во затворите? Во голема мерка е намалена. Тоа беше порано, јас кога дојдов како директор, кој имам изјавувано ова, оној само кој што не сакал да има телефон, немал. Сега, во најголем дел од македонските затвори, влезот на телефони, на недозволени предмети, на наркотични субстанции е намален. Дали е скроз исчистени македонските затвори? Не се. Вина за тоа јас не можам да најдам на друго место, освен во одреден број на вработени во затворите, кои што им помагаат на затворениците да ги внесуваат тие недозволени, дали телефони, дали дрога, дали недозволени предмети. Она што би сакал да го потенцирам е дека на 30-40 затворски полицајци вработени по затворите се суспендирани. Дел од нив не само обвинети, него и одлежуваат или одлежаа затворски казни. Што повеќе од тоа да направиме, Зоран? Јас искрено не знам. Она повторно, не да се јас дистанцирам, од позицијата која што ја имам како директор на управата, постојано го повторувам и им го кажувам на директорите дека мора таквите да бидат лоцирани, затоа што они се со нив, они се нивни вработени, 24/7 се што се вика со тие вработени, и треба да бидат детектирани, треба да бидат лоцирани и тие треба да бидат отстранети од македонскиот затворски систем. Но дали постојат уште такви вработени во затворите? Да.
Да. Освен Не велам Пандов, дека тоа веќе е непозната појава во Македонија. од кога сте на функцијата, што сте нашле во затворите во однос на тие девијантни работи кои што се внесуваат и кои што не се дозволени Па еве- во самите затвори? Еве како податок ќе ви дадам. Минатата година во период од 6 месеци засилени претреси. Имаше баш засилени и сега повторно има доста претреси. Во период од 6 месеци ние имаме најдено 1200 телефони. Што да ви кажам? Имаме интервентна единица и таа е баш онаа во која што јас искрено им верувам на дечкине. Они се 20 на момци кои што Интервентна во рамки на затворите кои што да, си- таа е лоцирана во затворот во Идризово и по моја директна команда они одат рандом во затворите, нормално оние што се поголеми почесто прават контроли, во оние кои што се помали поретко. Има затвори во кои што би го извел затворот Битола, каде што еве последниве два претреса кога и морам да потенцирам, тогаш не знае нити директорот на затворот, нити заповедникот таму, нити било кој, освен командирот на единицата и со мое знаење дека одат во одреден затвор. Последните два претреса немаат најдено ниту еден телефон. Но има за жал одредени затвори каде што и понатаму во било која безмалку келија има по еден-два телефони. Но не се само најверојатно телефони. Па да. Што да. друго се внесува? Има бодежи, има ножеви, има разноразни недозволени предмети, но има разлика, ви велам. И мене тоа ме храбри дека може и во Македонија да одредени затвори буквално се по примерот на најдобрите затворски системи и има некои затвори каде што не е тоа се уште така. Да, постојано зборуваме за затворите кои што треба да работат нели по европските стандарди, што се презема во тој поглед во однос на инфраструктурен план, дали имате некои активности? Имаме. После Македонија има земено кредит од банката за од Европска од Советна Европа имаме земено кредит 2012 година. Дел од тие пари беа искористени во минатиот период на владење на ВМРО ДПМН. За жал, она што е направено до 2017-18 година е тука застанато и после тоа не е мрднато ништо. Со доаѓање мое на директорското место, кога дојдоа повторно од банката, јас им велев дека да, ние повторно имаме желба да правиме, со чудење ме гледа, и беа под мораториум парите кои што ни беа на располагање ставени. Еве сега, после колку е година и пол, значи, пред крај веќе, мислам дека крај, околу 20-25 април, треба да заврши отворен повик, односно тендер, има за изградба на втора фаза во затворот Идризово. Меѓутоа, тоа е еден мега проект во кој што ние ќе имаме комплетно ново затворено оделение во затворот Идризово, каде што ќе имаме амбуланта во одреден дел од за тоа затворено оделение, ќе имаме централна кујна, ќе имаме до новата судница, ќе имаме нов притвор. Меѓутоа, кога говорам притвор со 420 кревети, за чисто за споредба сега во затворот Скопје, односно Шутка, попознат во македонската јавност, имаме 270 кревети. Тоа е тие 420 кревети притворски ќе бидат поголем број од сите притвори сега кои што ги имаме. Имаме огромен број со притворите за сместување на осомничените лица. Таму ќе имаме амбуланта, односно болница до тој притвор, и ве уверувам дека ние со тоа ќе имаме не драматично, него ќе имаме комплетно инфраструктурно, ќе имаме инфраструктура затворска која што ќе можеме да се пофалиме со најдобрите
повторно затворски системи. Кога се очекува да заврши целата според процеси? Завршување на тендеров ви велам, крај на април. Ќе има 2 месеци подоцна евалуација на понудите, а за цела среќа има над 10, барем сега покажуваат интерес, над 10 што македонски, што странски компании за тој тендер. 2 месеци ќе трае периодот на евалуација, од кога ќе се избере. Рокот е 36, односно околу 4 години. Така. Затоа што сепак се работи за поголем инфраструктурен зафат. Огромен. Колкова ќе го намали, ублажи проблемот со пренатрупаноста во затворите, кој што влие и на безбедноста и на... Го решаваме, Зоран, така готово. Ние сме баш и во тој момент ќе го имаме на располагање слободно затворот Скопје, кој што можеме исто така да го направиме од затворен тип, затоа што таму треба да се изреновира таа. Но драматично ќе се смени и ние буквално ќе имаме капацитет за што сега го немаме. Сега имаме околу 120% исполнет капацитет, што во притворите, што во затворите. Господин Пандов, често се зборува за ресоциализација на затворениците. Колку е тоа реален процес моментално во македонските затвори? Па некаде е многу добар, некаде не е толку добар, затоа што еве и тоа повторно јас да не излезе се вадам, меѓутоа за жал многу малку се водело сметка околу таа ресоциализација. Ние имаме во тие оделенија за ресоциализација негдека е точниот број колку што е, да речеме, европската пракса на вработени. Негдека сме немале вработени. Или еден, да речеме, човек во ресоциализација работи со 200, со 300 затвореници, што е невозможно едноставно. Колку и да има желба тој човек или таа пола-пола, да не речеме и повеќе се девојки, жени кои што работат во ресоциализација, колку и да имаат силна желба да помогнат на тие осудени лица, толку е можност. Минатата година вработивме одреден број и сега е подобрена таа работа, меѓутоа не е доволно и оваа година планираме, колку ќе ни дозволи Министерството за финансии, дел од тие вработени, повторно акцентот да се стави во делот на ресоциализација. Сакам да речам, нашите луѓе кои што се вработени во тие оделенија за ресоциализација се обучени, спремни и работат со осудените лица. Дали е тоа на најдобро ниво, може подобро секако. Колку осудениците кога ќе излезат од затворите се подготвени за нормален живот? Дел од нив, да. Дел од нив, затоа што директно сум комуницирал, дел од нив ве уверувам дека ја имаат сватено својата грешка и сакаат повторно да се вратат и нормално да го тераат својот живот. Дел од нив не сум сигурен дека и кога ќе излезат, се спремни за да излезат. Меѓутоа, ние не можеме како затворски систем да ги задржиме. Токава им била казната, и одлежале казната, излегуваат. За дел од нив, без малку сум 100% сигурен дека прашање е на време кога ќе се вратат. Дали системот има подготовка на теренот кога ќе излезе затвореникот, дали има каде да се врати, затоа што сепак има некои осуденици кои што и на 10 години излегуваат. Во една прилика тука само имав една репортажа пред 5 до 10 години можеби беше, еден затвореник излезе, за жал неговите починале, сестрата негова починала и вели немам каде да одам, подобро да направам некој криминал, повторно да се вратам во затвор, затоа што таму барем имам кров на глава. И дел од нив тоа го прават. Така? И дел од нив тоа го прават. Но, повторно, тоа е избор на секој еден човек како ќе го тера својот живот, како ќе тера својата од Господ дадена волја. Молам? Да. Својата волја. Тоа е нивно. Ние како затворски систем име потребно да им кажеме сега. Дали за некого тоа е така или не. Како држава можеме многу повеќе да направиме. Јас повторно ќе речам, не сум
Меѓутоа, не сум супер задоволен колку ние постигнуваме и при работењето со затворениците. Секогаш може Меѓутоа, подобро. верувајте, она што беше наследено не е едноставно да вие можете толку брзо да ги правите тие промени и на крајот од денот од мојата позиција на директор на управата е да укажам да на затворите и на директорите на затворите што да прават. Имаме ние 12 директори на затвори, секој еден од нив е посебно правно лице и до неговата желба, волја е колку он ќе работи на ресоциализација и на подобрување и на укажување на нивно укажување колку они кога ќе излезат да бидат. Да не говорам дека кога ќе излезат од затворите, тука и Министерството за труд и социјална политика, колку они ќе ги преземат тие Целиот луѓе. систем тука треба да Така е, се не е само до управата им. И дел од таа ресоциализација и активностите кои што ги прават затворениците во рамки на затворите, можеби јавноста нема многу информации, меѓутоа какви активности има затворениците? Шијат, одгледуваат животни, какви активности се има во затворските во зависност од затвор до затвор. Има во одредени затвори од минимална економија, она што на почетокот ви говорев, сега имаат бајаги веќе подразвиена економија, ако претходно имале 3 телиња, односно крави, сега имаат 20 крави, ако имале 5 овци, сега имаат 100 овци. Ако немале кокошарници, сега направиле кокошарници. Има интерес. Има, Така. има и тоа се сведува на менаџерските способности на директорот на затворот. Дали тој има желба и волја да тоа го прави. Ако дел од нив, ви велам дека во тој дел го имаат за овој краток, релативно краток период, имаат многу развиено. Во делот на земјоделие садат пченки, садат раноградинарски култури, во женското оделение, да речеме во Идризово, има шивачки дел каде што одреден број на затворенички шијат чанти, кошули, па на некои настани се продаваат после тие. Оние кои што сакаат едноставно да бидат сега работно ангажирани во рамки на затворите, во најголем дел од затворите им е дадена таква можност. Дали повторно, сега да не се повторувам, дали може повеќе, може, нема тука збор. Да се навратиме во однос на електронскиот надзор со алките. Како тече целиот тој процес? Минатата година беше и промовиран. Како оди изминатава година? Однапред да расчистиме една работа. Законот вели дека за засметана казна не повеќе од 5 години, а пресудена не повеќе од 3 години, и 3 категории на луѓе се стари изнемоштени лица, бремени жени и тешко болни. Се има можност, законот на судиите им дава можност на такви престапници да им дадат да пресудат куќен затвор со електронски надзор. За жал, досега имаме само 3 такви казни. Според мене може многу повеќе. Јас дадов се од себе. Минатата година одев по сите судови, имав состаноци со претседателите на судовите, со кривичните совети, им укажував на таквата можност. Постои се поголем и поголем интерес, но можноста за поголем број на такви затвореници да имаме во куќен затвор е многу поголема од оваа бројка од 3 во моментов која што имаме, но срекна е што е и тргнат. Она што мене ми го пренесуваат од другите држави каде што ја имаат оваа можност подолг број на години, ми велат дека е одлично што е тргнато и дека не е за очекување дека веднаш тоа ќе има десетици, стотици такви пресуди. Ви велам, интерес кај судиите има. Веројатно судијата на крај ја донесува одлуката кој може да. Ова го говорам затоа што
кога се воведоа, па и ден денеска се уште без малку еднаш дневно се јавува некој, имаат луѓено чувство дека управата, односно јас ги давам тие алки. Ние само спроведуваме судска одлука. Она што повторно ќе ви кажам, што мене ме храбри е дека постои, и јас цврсто верувам во тоа дека ќе се спроведе, а тоа е да како држава имаме и кукниот притвор со електронски надзор, и тука постојано ми е повторувано од судиите дека они многу по-храбри ќе бидат во тој дел, да многу почесто доделуваат кукен притвор со електронски надзор. А истите алки, истиот софтвер ќе се користи. Нормално тоа би било под Министерството за внатрешни работи. Ние како управа можеме само ноу-хау, знаењето наше, обука да направиме и да отстапиме и алки и софтвер на Министерството за внатрешни работи, но што би сакал да потенцирам, затоа што ова како држава нас не чини пари. Ќе биде многу порентабилно. Да, секогаш во јавноста превладува мислење кога некој е осомничен за нешто да заврши во затворски притвор, меѓутоа сепак, како што кажавте, последно државата многу губи пари во однос на тоа. Каква е сега тука дискрепансата помеѓу куќен и затворски притвор? Има ли премногу што се во затворски притвор? Има преполнени се притворите. Така. Има преполнени се притворите. Јас имам директна комуникација со немал дел на судии. Видете, и ја и вие да сме судии, нема посигурна работа од тоа некој осумничено лице за да не избега, а и јавноста да не бидеме, па ние како судии подоцна осудени зошто ние сме дале кукен притвор или не сме дале активен притвор. Најлесно име на судиите да дадат активен притвор и многу имаме притворени лица. Колку имате некоја бројка? Во моментов имаме околу 450 негдека. Колку затвореници има? Односно тие што се во затвор? Околу 2500. Така, четвртина, значи се во околу 3000 има луѓе сега во затвори. Затворските простории. Колку за споредба, каква е состојбата со затворите во соседните земји? Најверојатно нели сте патувале, сте црпели искуства и слично. Какво е да се фрустрираш, какво е? Таква е. Да речеме Косово, ако го земеме ние како пример. Во последно време постојано Косово го земаме како пример. Да, така. Да. Во Косово имаат одличен затворски систем. Србија има одличен затворски систем. Хрватска има исто одличен затворски систем. Ќе има и Македонија, Зоран. Јас сум и повеќе од сигурен дека ќе успееме и ние. Многу е направено, ве уверувам, во овие 2 години. Јас ептен сум посветен и има најголем дел од директорите кои што стварно правиме се за да ги подобриме работите. Ова што ви го кажав, изградба на втората фаза во Идризово, затоа што ние и инфраструктурно имаме проблем, не само со капацитет. Имено имаме ние над 50 затвореници со доживотна казна затвор. Сместувањето на тие и на такви со големи затворски казни, за жал, ние како затворска инфраструктура не е на тоа ниво кое што го има Косово, кое што го има Србија, кое што го има Хрватска. Што имате? Подобри инфраструктурни услови? Имаат келиски систем. Ние немаме келиски систем. Ние имаме као во касарни, така да речем, се сместени затвореници од таков тип. Во полуотворено и отворено тоа е природно и нормално е да е така. Да. Меѓутоа, од затворен тип тоа не смее да е така, а така е сега во Македонија. А тоа е основа и за поголем криминал во самите затвори, така е, затоа што они си комуницираат меѓу себе. Кога ќе имаш ти келиски систем, ќе го ставиш тој затвореник, 22 сата тој ќе си биде затворен, 2 сата нормално можеш да го пуштиш во дворот да прошета и тоа е тоа. Но ние тоа сега го и да не да сакаме, меѓутоа не го имаме како инфраструктура да можеме тоа така да го спроведеме. Дали со новата инфраструктура во Идризово би овозможила да има келиски систем, така? Да, тоа ќе биде
супер сигурен затвор, и тие затворени оделенија баш за такви затвореници се предвидени. Дополнително, повторно ќе речем, имаме ние келиски систем во Скопје, односно во Шутка. Меѓутоа, таму се сега притвореници. Тие кели и тој комплетно би го изреновирале и тој можеме така да го искористиме, така да ние ќе имаме капацитет. Но до тогаш ќе треба да го правиме со овие расположливи средства кои што ги имаме, овие капацитети вакви какви што ги имаме, вака да ги чуваме затворениците. Не инвестирањето... Тоа е тешко, при тоа морам да потенцирам, затоа што мене стално ми велат затворската полиција, само не критикуваш, никогаш не фалиш. Јас морам да потенцирам. Ние имаме одлична и затворска полиција, и луѓе од ресоциализација. За жал, имаме одреден број на расипани и затворски полицајци и луѓе од ресоциализација кои што ја расипуваат сликата. Но, зашто ова го повторувам? Меѓу другото, и инфраструктурно, така како што ни се поставени нашите затвори, е проблем за да ние имаме до крај ефективен затворски систем. Само критиката е и најдобар мотор за да се поправат работите кон подобро. Така, господине Пандов, благодарам што прифативте да бидете гостини да ги пренесете овие информации во студио 10 на телевизија 24. Така. Благодарност до господинот Пандов. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со други теми на студио 10.